Пред да почнеме со најавените содржини, збор 2 за времето за преубавата пролет, која само календарски е пролет, а според температурите никако. Се сеќавате, пролетта почна со зимски температури, а еве, продолжува со летни. Денес сабота целата територија на државава е во жолта предупредувачка фаза поради многуте високи температури на воздухот, но и поради локалниот развој на нестабилност. Во попланените часови, особено на планинските места, но и на оние населени места кои се во близина на планините, ќе има локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилување на ветрот, а не се исклучува и за ретка појава на град. Максималните дневни температури на воздухот ќе се искачуваат во интервал од 23 до 30 степен. Годинава градоначалниците од Истокот ќе бараат организирани акции за прскање против комарците. Проблемот ќе го презентираат и во заедницата на единиците на локалната самоуправа, бидејќи потребна е координирана акција од државата за спас од комарците. Регистрирани се 2 нови случаи на лишманија во Штип. Причината е зголемениот број на заболени кучиња, кои оваа болест кај човекот ја пренесуваат преку мушички или комарци. Токму источниот регион, кој е еден од најпогодените од наездата на комарци, поради оризовите ниви полни со вода, бара заеднички спас од овие инсекти. Градоначалниците размислуваат за заедничка акција, но за да се реализира оваа нивна идеја, за оваа година е малку доцна, па секој од општините сама ќе спроведе акцијата. Сметам дека со еден регионален пристап на тој проблем дека можеме полесно и по-добро да го решиме проблемот со комарците. Мислам дека овака како што го правиме, ние за жал закаснивме за една таква идеја ова година и затоа секоја општина се снаоѓаше како и во минатиот период. Проблемот со наездата од комарци тешко ќе се реши ако нема регионален пристап или не го преземе владата. Штипскиот градоначалник вели дека заедно со неговите колеги од источниот регион ќе достават иницијатива за да акцијата ја преземе владата. Ќе разговараме на ниво на ЗЛС за дали тоа може да го превземе владата на Република Македонија, за да ги превземе сите региони и делот на праскањето. Например, знам дека проблемот е во делот на реката, течењето на реката Брегалница и дел од општините кои што си ја вршат својата работа во рамки на тие општини е окей, меѓутоа има општини кои што не склучуваат договори ради одредени нивни интерни причини и така што на крај населението ќе трпи. Пред неколку години имаше обид општините од Истокот заедно да се справуваат со комарците, но не идоа со проблеми во делот на плаќањето од страна на помалите општини, кои не си ги подмирија своите обврски. Вчера од водите на Калиманци нуркачите на Министерството за внатрешни работи извадија возило. Кратци го украле, а потоа и го потопиле возилото Ауди со швајцарски регистерски таблички во Калиманци. МВР со детали за извлеченото возило од Калиманци. Автомобилот Ауди кој вчера специјалните нуркачки екипи на МВР го извлекоа од водите на езерото Калиманци, било пријавено за украдено од непознати кратци. Возилото со швајцарски регистерски таблички е сопственост на 44 годишен виничанец, кој пред 3 дена пријавил дека му го нема возилото, кое било паркирано на улицата Ангел Винички во Виница. Во билтенот на МВР се вели дека истиот ден во 18:30 часот во полициското одделение Македонска Каменица од страна на 39 годишен жител е пријавено дека во близина на Рибнички мост на место викано Боришјето, атар на село Илијово Делчевско, на земјениот пат забележал траги од возило кои воделе кон браната Калиманци. Полициски службеници излегле на лице место при што биле пронајдени 2 пластики кои припаѓале на патничко возило Ауди 7. Вчера околу 11 часот од страна на тим нуркачи од единицата за специјални задачи беше извршено пребарување во браната Калиманци, за што и екипата на Ирис телевизија беше сведок, а возилото е пронајдено на длабочина од 18 метри. Министерството за внатрешни работи на 7 мај ќе го одбележи Денот на македонската полиција со показни вежби во Скопје, Охрид и Штип, во кои ќе учествуваат припадници на сите единици и на кои очекуваат присуство на голем број на граѓани. Одбележувањето ќе почне на 4 мај во Скопската касарна Ѓорче Петров.
на 5 мај на пристаништето во Охрид, на 6 мај на градскиот стадион во Штип и на 7 мај во Скопје. Граѓаните ќе имаат можност да ја видат опремата со која располага македонската полиција, како и да присуствуваат на показни вежби во кои ќе учествуваат сите единици при Министерството за внатрешни работи и ќе демонстрираат својата подготвеност за справување со различни предизвици. Воедно од Министерството за внатрешни работи упатија известување до граѓаните на Охрид, на Скопје и на Штип, дека во наредниве денови, во рамките на подготовките за овој настани ќе има потреба на техничко-тактички средства и затоа ги замолуваат граѓаните за разбирање. Веднаш после празникот на трудот, од 2 мај почнуваат уписите на првачињата во сите основни училишта во државата. И годинава се забележува тренд на намалување на бројот на првачиња во повеќето општини во регионот, меѓу кои и во Штип. Основните училишта од 2 мај ги отвараат вратите за уписи на првачињата. Во штипските основни училишта и оваа година е забележан тренд на намалување на бројот на ученици кои треба да се запишат во прво оделение. Според податоците од патронажната служба, се очекува во учебната 2018-2019 година да се запишат 538 ученици. Поделено по бројки по училиште, во училиштето Ванчо Преке се очекуваат 153 деца, во училиштето Гоце Делчев 183 деца, во училиштето Славејко Арсов 40 ученика, Димитар Влахов 86 и училиштето Тоша Арсов 80 деца. Уписите на првачињата ќе траат до 31 мај. Казанчиска вели дека педагошките служби се подготвени за тестирање кои треба да ги направат суидните првачиња. Потребни документи за упис, како и секоја година, извод од матична книга на родените и потврда за вакцинација. На крајот од описите ќе се знае и колку е реалниот број и колку од нив заедно со своите родители заминале, односно се иселеле од општината. Предвидени се и казни за родителите кои нема да ги запишат своите деца на училиште, а се движат од 60 до 80 евра во денарска противредност. Инаку општината направи мали корекции во реонизацијата на основните училишта. Се бара од страна на родителите да се почитува реонизацијата, а доколку своето дете го запишат во друго училиште, во тој случај доколку има бесплатен превоз, не ги следува. Граничниот премин Клепало кај Берово ќе биде отворен во 2020 година, најавија министрите за локална самоуправа на Бугарија и на Македонија. По средбата меѓу бугарскиот и македонскиот министер за локална самоуправа, бугарските медиуми пренесоа дека граничниот премин Клепало кај Берово од македонска страна и струмиени од бугарска страна до 2020 година ќе биде пуштен во употреба. Овој граничен премин е изграден од страна на Република Македонија, а неговите објекти со децении не се ставени во функција, од причина што од страна на Бугарија не е изграден асфалтен пат до преминот. Овој граничен премин ќе биде мал и на него ќе може да поминуваат само патници, но не и да се користи за извоз или увоз на стока. Нов оглас за закуп на земјиште во Џумајлија. Министерот за земјоделство Николовски најави дека секоја слободна парцела ќе биде доделена на земјоделците. Министерството за земјоделство в понеделник ќе објави нов оглас за давање под закуп на останатото земјиште во Џумајлија. Се работи за распределба на државно земјиште на 3 хектари. Веќе во понеделник денеска го потпишав јавниот оглас со кој што ќе објавиме и остатокот на парцелите во делот на Џумајлија. До крајот на мај ресорното министерство ќе објави огласи за распределба на 11.000 хектари државно земјоделско земјиште. 11.000 хектари се веќе подготвени, исчистени од секакви имотно-правни, собственички и други односи. 11.000 хектари веќе во месец мај ќе бидат подготвени во владина процедура да бидат објавени на оглас. Ревизијата на Министерството за земјоделство иницираше на 200 тужби за неплатени концесии и голем број на раскинати договори. Министерот Николовски потенцираше дека целокупното земјоделско земјиште ќе го стават во функција на земјоделците. Секоја површина која што со новиот систем на земјишна политика ќе се утврди дека е слободна ќе биде објавена на оглас.
За другите актуалности, зголемен е буџетот на Државниот инспекторат за животна средина. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули најави поголеми инспекции по реките и притоките. Штипјани и риболовците беа сведоци пред 2 дена на тешко загадување на реката Брегалница. Обоена отпадна вода од колекторот на поранешна Македонка директно се испушти во реката. Инспекторите излегоа на терен за да откријат кој е загадувачот на реката Брегалница во Штипскиот регион, а која пред 2 дена беше обоена од тешки химикали кои се користат во индустријата. Инспекторите, анализите и истрагата ја насочуваат кон 5 фабрики кои работат во кругот на поранешниот текстилен комбинат Македонка. Резултатите ќе се знаат наредната недела. Не можеме со право да потенцираме еден одреден субјект кој што е потенцијален загадувач. Моментот кога се настана хаваријата, често пати се меша одредени обојувања, така што имаме компании во ТК Македонка кои што имаат обојување од различни сфери на колоритот или виножитот. Штипските риболовци веќе 6-та година поред реагираат на постојаното загадување на најголемата река на истокот, но како што велат, не се преземаат мерки против оние кои ја обојуваат реката. Водата во реката Брегалница е од 5-та категорија. Од Министерството за животна средина најавија дека ќе ги засилат контролите по реките, а оваа година Државниот инспекторат за животна средина добил и повеќе пари за да биде ефикасен на терен. Очигледно дека мора тоа да продолжи зголемениот инспекцијски надзор, затоа и се менува и законот за инспекцијски совет. За прв пат ќе се донесе законот за инспекција во животната средина и тоа мора да вроди со плод. За сега грижа за поголема заштита на реката Брегалница и на нејзините притоки покажува Швајцарската агенција за развој и соработка. Со нивни донации се изградија пречистителни станици во општините Берово, Карбинци и Чишиново, Блешево. Во моментов се гради и во Кочани. Најновите истражувања покажуваат дека земјава е далеку од европските стандарди за заштита на водите. Само 4% поминуваат низ пречистителни станици. Останатите 96% од отпадните води директно завршуваат во македонските реки и притоки. Во продолжение одиме малку со статистика. Просечната нето плата по вработен во февруари 2018 година изнесува 23.158 денари и според објавените податоци на Државниот завод за статистика бележи зголемување за 3,6% во однос на истиот месец минатата година. Имајќи ја во предвид методологијата по која се утврдува минималниот и максималниот износ на регресот за годишен одмор или популарно наречен К15, минималниот износ не треба да биде помало од 40% од просечната нето плата во последниве 3 месеци пред исплата, односно не треба да биде поголем од 40% од просечната бруто плата во последниве 3 месеци пред исплата. Редовното месечно зголемување на просечната нето и бруто плата гарантира и исплата на повисок износ за К15, кој годинава ќе почне да се исплаќа на 1 јули, па се до крајот на годината, односно до 31 декември. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостин е премиерот Зоран Заев, кој меѓу другото говори за преговорите со Грција за името на нашава држава. Еве дел од ова интервју, а интегралното ќе имате можност да го погледнете утре на нашава програма во 17:30. Може би конечното решение ќе биде врзано со гласањето на Македонија како граѓани со давањето на нашиот суверенитет на Европската унија, кон која што сакаме да бидеме членка, и тогаш се отвара и уставот. Може би тука е решението, заради тоа што знаете дека Грција бара и промена на уставот заради промена на уставното име. Јас сум убеден дека креативноста ќе ги изнајде овие решенија. Уште едно прашање околу името само, дали останува само уште недоговорено од крупните прашања опсегот на употребата? Таму и се што се разговара е условено. Зошто? Ако нема конечно решение, ништо претходно не важи. Зошто? Заради тоа што една работа со друга е врзана. Сето тоа што е досега решено поприлично сериозно и вреди за голема почит. Но истовремено дава причини да веруваме дека и она што остана ќе се реши. Не би прецизирал што е точно заради сензитивноста.
Месец мај, месец на државни празници. За 1 мај, празникот на трудот и за празникот на просветителите Кирил и Методи, граѓаните вообичаено патуваат за странство. Секако, туристичките работници од средината пак на месец мај почнуваат и со реализација на аранжманите за предстојните годишни летни одмори. Празникот на трудот е на прагот, а граѓаните се подготвуваат да патуваат во соседството. Секако и по повод Кирил и Методи ќе се патува и на далечни дестинации, а атрактивните туристички места во соседството ќе бидат полни од наши сограѓани. По повод Светскиот ден на трудот 1 мај, оваа година се доаѓа 1 мај во вторник, е неработен ден. Туристичката агенција Атлантик организираше викенд тури до соседните држави, како што е во Баско имаме една тура што ќе заминат и на Халкидики уште една група што ќе отиде, наши сограѓани. Понатаму престојните 24 мај, Кирил и Методи, исто така имаме една група од наши сограѓани што ќе заминат за Рим, авионска програма, и потоа имаме крстарење за Света Гора и повторно Банско. Туристичките работници се подготвени за летната сезона, од средината на мај стартуваат со реализацијата на аранжманите. А веќе од 20 мај почнуваат летните аранжмани на туристичката агенција Атлантик, вилите на Халкидики, апартманите со кои што располагаме во собствен закуп, и тоа почнува од 20 мај па се до 23 септември. Сезоната е веќе отворена, ги покануваме сите сограѓани кои што сакаат да летуваат, да патуваат, да се дружат и релаксираат, да излезат од секојдневието, да поведат во нашата агенција и да го добијат она што го барат. Секако атрактивни ова лето ќе бидат повторно и летните кампови за млади, што туристичката агенција Атлантик ги реализира во соседна Грција. И на крајот спорт. Фудбалските тритолигаши од групата Исток утре недела ќе ги одиграат надпреварите од редовното 22 коло. Лидерот на табелата, екипата на Кит Го Пехчево, овој викенд ќе биде слободна, а најинтересно ќе биде на мечот Брегалница Голак Кежовица на теренот во Делчева. Лидерот на тритолигашката табела во групата Исток, тимот на Кит Го Пехчево, во 22 коло ќе биде слободен, а паузата искористи одигрувајќи пријателски меѓународен надпревар со тимот на Септември од Симитли, Република Бугарија. Надпревар заврши со победа на Кит Го, изразена со резултат 2:0, а стрелци на головите беа Мартин Стојанов и Андреј Симевски. Неверојатно Кит Го ќе одигра уште една пријателска средба во текот на следната недела, како загревање за дерби надпреварот со Кежовица во рамки на 23-то коло, кое на програмата ќе биде на 6 мај. Кежовица пак во ова коло ќе гостува на Брегалница Голак во Делчево и мирно го очекува овој дуел, бидејќи е на второто место на табелата со 5 бодови предност пред тимот на Овчаполе. Еве ги комплетните двојки за ова 22 коло. Брегалница Голак Кежовица, Малеш Руда Рио 1947 и Слогио 1934 Овчаполе. Слободен во ова коло ќе биде тимот на Кит Го Пехчево. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 29 април со почеток во 16 часот. И им посакуваме успешен спортски викенд на сите оние екипи кои ќе бидат активни. И вам, почитувани гледачи, ви посакуваме пријатен викенд, а сите оние кои ќе си поврзат празникот на трудот, понеделник, така натаму им посакуваме пријатен, продолжен, празничен викенд и секој добро. Довидување.